Само 8 пациенти со цистична фиброза, кои имаат потешка форма на болеста, првично ќе го добијат лекот Трикафта. Ова го изјави министерот за здравство Беким Сали по денешниот состанок со министерот за финансии Фатмир Бесими околу обезбедувањето финансиски средства за набавка на лекот. Од Министерството за здравство се надеваат дека во текот на годината лекот ќе го добијат уште 30 пациенти. Обезбедување на терапија првично за 8 пациенти кои што се во потешка здравствена состојба, а секако нашите стремежи се кон набавка на лек за 30 пациенти во текот на оваа година. Се надевам дека во најскоро време со сите тие потребни измени на закон за јавни набавки и останатите закони поврзани со набавка на лекови и обезбедување на финансиските средства ќе обезбедиме и терапија за овие пациенти. Министерот за финансии пак Фатмир Бесими рече дека ќе се направат напори лекот Трикафта за болните од цистична фиброза да се набави директно од производителот, бидејќи е скап. Ќе наоѓаме решение за овој лек да се набави за тие што имаат потреба. Второ, тоа што го кажа министерот за здравство, дека ќе се наоѓат начини да тоа да се обезбеди на најсоодветен начин според примерите што ги имаат земјите во Европска унија и земјите од регионот, и тоа најсоодветно е директно од производителот, затоа што се работи за скап лек и треба не само постојано што треба да се набави и соодветна цена. Од друга страна, пациентите со цистична фиброза се крајно разочарани од изјавите на министрите, сметајќи дека нивните уверувања не се гаранција за обезбедување на лекот. Тие истакна и дека нема да го откажат утрешниот протест пред владата. Морам да кажам дека сме изреволтирани доста и разочарани од ова изјавување на министерот за здравство и на министерот за финансии. Се надевавме и очекувавме и баравме исклучително писмен документ во кој што ќе гарантираат дека работите ќе се движат, и тоа е се со цел затоа што во минатото, во последните 2 години сме доста залажани со усни изјави, со ветувања кои што се дадени по усмен пат, и затоа сега не можеме да се потпреме на тие и не можеме да бараме од пациентите повторно, после 2,5 години, се уште да го одложиме протестот и да чекаат дека нешто ќе се среди и да се потпреме на тоа дека надлежните се одредени личности кои што се држат до нивниот збор. Затоа, ние изјавуваме дека утре протестот продолжува во 12 часот овде пред влада. Инаку во земјава има околу 140 пациенти со цистична фиброза од сите возрасти.